Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Овој пат на тема презадолженоста како закана за светскиот развој. Под површината на глобалниот финансиски систем демне проблем тежок неколку билиони долари, што би можело да исцрпи силата на големите економии во наредниве неколку години. Проблемот, како што велат економистите, бил джиновски. Се повеќе луѓе и компании не ги исплаќаат нивните банкарски кредити и заеми. Ваквите лоши заеми, како што пишува весникот New York Times, ја намалуваат економската активност уште од финансиската криза во 2008 година, но во последниве неколку месеци опасноста постојано се зголемува. Најголемата закана секако доаѓа од Кина. Некои аналитичари проценуваат дека кинеските проблематични кредити би можело да надминат сумата од 5 билиони долари, што е половина од обемот на годишниот бруто домашен производ на таа земја. Официјалните бројки покажуваат дека кинеските банки ги повлекоа заемите во декември лани. Доколку ваквата тенденција продолжи, кинеската економија, втора најголема во светот по она на Соединетите држави, би можело да забавува забрзано, со што ќе бидат погодени повеќе земји кои со години се поврзани со Кина. Но не е само Кина. Секогаш кога владите и централните банки покренуваат агресивни стимулации, тогаш следуваат и така наречените лоши кредити. Исто беше и во Соединетите држави при падот на компаниите кои даваат хипотеки за купување станови. Во Европа аналитичарите велат дека лошите заеми изнесуваат над билион долари. Ова натера многу големи европски банки да им ги усложнуваат напорите на политичарите за заживување на заедничката економија на континентот. Ако имате бум, а потоа и крах, тогаш создавате економски загуби, вели за New York Times Алберто Гало, шеф во Royal Bank на Шкотска со седиште во Лондон, додавајки: можете да се надевате дека кредитите и заемите еден ден ќе се претворат во профит, но ако не се случи тоа, тогаш тие ја повлекуваат надолу економијата. Во подобри времења компаниите луѓето земаат нови заеми, најчесто со мали каматни стапки и олеснети други давачки. Како економијата забавува, овие долгови стануваат товар за исплаќање за повеќето што ги имаат земено. Колку што е поголем економскиот бум, толку е поголем и бројот на земените кредити, кои пак секако се под опасност да не бидат вратени. Признавањето на загубите од лошите заеми може да значи туркање на фирмите кон банкрот, а на приватните лица кон неплаќање, например, на нивните хипотеки. Ваквата неправилност представува проблем за економијата и бара непопуларни мерки и болни социјални последици за даночните обврзници. Во таков случај банките би можело да оценат дека е екстремно тешко да собираат свеж капитал од пазарите и да почнат да не даваат заеми. Например, во Европа, на некои земји им треба многу години да заздрават од банкарските лоши кредити. И покрај тоа што најголемите банки во Ирска претрпеа огромни загуби од финансиската криза, тие се воздржаа од присилно иселување на оние што не беа способни да ги исплаќаат своите хипотеки. Во последниве години ирската влада спроведува план со цел да им ги олесни условите за исплата на собствениците на станови кои беа погодени со кризата. Ваквата воздржаност се чини не ја ослаби дополнително ирската економија и таа се опоравува побрзо од другите задолжени европски земји. Сепак опасноста од предолго чекање е евидентна, например во Италија, која дури сега објави план за помош на банките во врска со лошите кредити. Критичарите на планот велат дека банките би можело да не го користат, бидејќи им се чинел многу скап. Големиот проблем со италијанскиот систем е што таму се действува многу доцна, вели Силвија Мерлер, соработник на Бруегел, европска фирма која се занимава со економски прашања. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија во минатата година граѓаните и фирмите се задолжиле за 400 милиони евра. Граѓаните тоа најчесто го прават преку кредитни картички, што според економистите покажува дека се задолжуваат за храна, за вода и струја. Задолжувањето на македонските фирми пак покажува дека тие се во состојба на неликвидност. Појавата на растот на долговите на граѓаните и на компаниите кон банките во Македонија е показател дека кај населението владее сиромаштија, а кај стопанството безперспективност.
Ваква е оценката на експертите во однос на податоците на Народната банка на Република Македонија, според кој минатата година за кредити граѓаните и фирмите се задолжиле за нови 400 милиони евра. Од нив граѓаните земале 224 милиони евра и според тоа сега секој граѓанин во просек должи по 900 евра, а најголем пораст има кај потрошувачките кредити. Тоа, според познавачите на состојбите, покажува дека средната класа ја снемува и дека сиромаштијата галопира. Меѓутоа, ако навлеземе во квалитетот на задолжувањето, во намената на кредитите, ќе видиме дека во 4 од 5 задолжувања се работи за задолжување преку кредитни картички, кои што исто така расте. Задолжувањето преку кредитните картички на нас ни кажува многу сериозен индикатор, дека граѓаните земат кредит за храна, за да си ги платат сметките за вода, за да си ги платат сметките за струја. Тоа Македонија ја прави во една од најсиромашните, можеби и најсиромашна држава во Европа по тој индикатор. Во однос на задолженоста кај стопанството, Зоран Витанов вели дека компаниите главно позаемуваат за набавување на репроматеријали и за готови производи, што е показател за неликвидност на стопанството. Сето ова е добар индикатор, сериозен индикатор, за жал не е добра веста, индикаторот е сериозен, дека македонското стопанство е веќе во црвената линија на неликвидност. И мора се направат драматични структурни реформи во фискалната и во монетарната политика, нешто суштински да се смени. И јас имам и конкретни предлози кои што во последните 10 години ги анализираме ние нашиот тим и можеме да кажеме дека државата тоа до сега не го прави. Во промената на фискалната политика државата мора малку да навлезе во некои поголеми ослободувања, слични на оние што ги прави во слободните економски зони. За да растрети ликвидноста на стопанството, особено кога имаме 30% невработеност. И втората работа која што државата едноставно мора да ја направи, да ги намали даноците на имот на тие предпријатија, на тие фирми. Сега имаме еднаков третман. Дали фирмата има погон кој што е зараѓен или има погон во кој што има вработено 500 вработени, плаќаат исти давачки, што е само по себе парадоксално. Значи фискалната политика воопшто не ги стимулира тие работи и најважната, третата работа по мене, е промена на монетарната политика. Врзаниот, фиксниот курс на денарот за евро нас не прави многу скапи како производители. Секој македонски производ со скап денар, а денарот е преценет, тоа сите го знаеме, не може 25 години да е курсот исти, 60,5, растот во Европската Унија и базата што има еврото позади себе и растот во Македонија и базата што има денарот позади себе, јасно е дека 25 години нема да паралелно. Скапиот македонски денар, преценетиот денар, ни прави скапо и преценето македонско производство. Затоа имаме ние голема невработеност. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.